Во општина Кисела Вода денеска започна акција за чистење на просторот околу Центарот за наркозависници од опасен медицински отпад. Оваа акција, како што истакна градоначалникот на Кисела Вода Маријан Ѓорчев, ќе се спроведува 2 пати неделно во текот на целата година. Одвоивме буџет за таа намена, 4 милиона денари за комунален отпад, во кој што го вклучува и медицинскиот отпад, 2 пати неделно со картонски кутии и со специјално возило и транспорт на медицинскиот отпад, да може 2 пати неделно да се достави до депонијата Дрисла и таму да се согорува. Потребата од ваква акција според градоначалникот е бидејќи нему е местото на Центарот за наркозависници во Кисела Вода, општина која тој вели има голема популација и 3 училишта. Местото на ова болница за лекување на зависници од опойни дроги не е тука. Некојаш можело да биде тоа пред може би 20 или 30 години, но сега со нараснатиот број на тие наши деца кои што се лекуваат од таа опасна болест на 20 и 21 век, значи не треба да биде тука и треба да биде дислоцирано на некое место каде што нема ваква популација и 3 училишта. Ѓорчев истакна дека грижата за расчистување на ваков опасен медицински отпад треба да биде на пошироката заедница, која што на интегрално ниво треба да го реши тоа. Акцијата ја организираше општината и невладината организација Доверба во соработка со јавното претпријатие Депонија Дрисла. Таа е дел од поголемиот проект за чиста и зелена општина.